Благодарам. Согласно членот 70, став 3, барам точката 10, која што е предлог на Законот за солидарност да биде повлечена, бидејќи сметам дека нема апсолутно никаква поддршка од општеството и од стопанството, затоа што е закон кој што е фаличен и едноставно нема да ги даде одговорите на прашањата кои што владата ги поставува до стопанството. Прво можеме да видиме дека комората која што е одговорна за застапување на компаниите кои што се опфатени од овој закон е декларативно против. Тоа е една работа. Втора работа, овој закон на солидарност вака поставен не е имплементиран успешно никаде во Европа и представува еден модел кој што ќе биде апсолутно неуспешен, односно представува модел кој што наместо да ја сузбие сивата економија и да ја прошири даночната база, ќе ги казни оние кои што се дисциплинирани и кои што плаќаат. Значи нема овој закон да се прошири кон оние кои што не плаќаат, туку ова ќе значи уште едно дополнително оптоварување кон оние кои што се дисциплинирани и кои што плаќаат. Понатаму, имаме подпишан допис до пратениците и до собранието, на кој што се подпишани над 100 компании од оваа комора кои што бараат овој закон да не се донесе. Ке споменам неколкумина од нив. Комерцијална банка, IGM Trade, Alkaloid, Energy Solution на Кочо Андјушев и ред други компании кои што укажуваат дека сакаат да помогнат, но не на ваков начин. Понатаму, она кое што уште поважно е дека две работи треба особено да се знаат. Профитот и ликвидноста немаат никаква поврзаност помеѓу себе. Понатаму, она кое што е уште поважно, во овој закон, дали намерно или ненамерно, се пропуштени компаниите кои што се отворени во последните 12 месеци или имаат направено спојување. Такви компании во државата има 3. На Душко Заев, на Елена Ковачевска и на Шкумбин Ахмети. Зошто овие компании се исклучени? Треба да дадат одговор тие кои што го предлагаат законот. И она кое што е уште поважно, не може да се бара компаниите и стопанството да бидат солидарни, а владата да не е солидарна со нив. Треба владата да престане да троши секаде каде што ќе стигне, да направи ребаланс на буџетот, да направи фискално кратење на трошоците кои што не се потребни и овие средства кои што планира да ги собере до оние кои што се најголеми работодавачи, да ги најде во сопствениот буџет, а не да ги зема вака од компаниите. Токму заради тоа апелирам до мнозинството на пратеници да бара овој предлог закон да биде тргнат од дневниот ред, да има една широка дебата со академската заедница, со стручната фела, со експертите и со комората и заедно да се изнајде соодветно решение кое што ќе биде консензуално поддржано од сите чинители. Благодарам.